Производството на ракија во домашни услови е традиција кај нас. Со цел да се добие квалитетна лозова и овошна ракија, треба да се внимава во процесот на производството. За да се добие одлична ракија за пиење, особено треба да се внимава на следниве работи. И ми се желат луѓето дека добиле матна ракија. Ракијата не е онака биста кој што треба да биде. Таа ракија може да се санира само ако се изврши препечување на истата. Значи до година, сега не касно е. Може сега, ама не верувам да има некои толку големи количини. Значи до година кога се прави ракија, ќе се изврши препек на иста ракија. Тоа кисела ракија. Киселата ракија настанува ако се чува комињето повеќе него што треба. Таа се санира на релативно добро и на лесен начин. Односно на 100 кг, на 100 литри ракија се става само 200 грама гасена вар. Се растворува во литар 2 ракија и потоа полека сипува во бурето и се меша со некој дрвен предмет, да се измеша, да се остави неколку дена да се сталожи, ќе падне варта на дното. На што друго треба да се внимава и кои се најчестите грешки кога е во прашање печење на ракија? Загорена ракија, ако некој казанот му бил не слушно користен, односно со вставање на многу дрво, ракијата може да загори и да мирише. Тогаш тоа санира со набавка на активен јаглен во вид на прашок, него го има во филтер станиците кај што се преработува водата. Темна ракија, ако добие некој темна ракија, само може со препек, со препечување да се и со пресно млеко. Значи половина литра пресно млеко во 100 литра ракија се става, а пред тоа млекото се измеша со ракија. Инаку во индустриското производство процентот на алкохол е 40 до 45 степени, а во домашни услови овој процент се движи и до 60 степени.